Петок, 16 мај, кратки вести во 12 часот. Охрид, како најголем туристички центар во државата, конечно добива посериозна понуда во делот на трговските центри, што влечат огромен број купувачи во текот на главната сезона, но и вон неа. Откако со децени имавме ограничена понуда во овој дел, Охрид и Струга во една недела добиваат два поголеми трговски центри – на Бизи Ритейл парк во Струга и Охрид мол. Граѓаните подолг период на социјалните мрежи со став дека вакви објекти се потребни во регионот, но собствениците на капиталот се соочени со реалноста дека има се помалку жители и дека инвестицијата многу тешко и долго се враќа. Од ниту еден ќе имаме ли борба за купувачите на трговските центри во Охрид и Струга. Граѓаните и гостите во двата крајезерски града заслужуваат сериозна понуда, прилагодена на нивните потреби, желби, но и реалната куповна моќ. Зад нас се полни 20 години од стартот на радиоемисијата Охриде не бери гајле на Охридското супер радио, водечкиот медиум во овој дел на државата. Жанко и утринската екипа и понатаму остануваат верен утрински пријател на охриѓани стружани, но и на сите кои го слушаат супер радио на секаде низ светот на интернет. Со препознатлив стил и охридски муабети секое утро испорачуваат одбрана музика, но и информации од спортот, локални вести, проверени информации и многу забава. Традиционално вчера тој одржа и крводарителска акција во чест на роденденот. Емисијата денеска со посебно прилагодена програма ќе го прослави својот 20-ти роден ден, што е огромна бројка за македонски услови. 9-годишната охриѓанка Харитина Јоноска заврши на 4-то место како најмлад надпреварувач на 8-миот европски шампионат за традиционален вушу, што се одржа на Крит. Годинава за прв пат во историјата на македонскиот спорт имавме наши представници на овој шампионат, во спорт што ги обединува сите кунг-фу дисциплини. Младата охриѓанка стигна до овој значаен успех иако се надпреваруваше во несоодветна возрастна категорија од 12 до 14 години, а тренира не повеќе од 9 месеци. За овој краток период поминат на тренинзи по тај чи чуан, успеа да ги совлада формите и телесните ставови кои се прилично комплексни, изјави за Супер радио Дана Силјан, председател на Македонската вушу федерација. Времето денес облачно и свежо со повремени врнежи од дожд. Дува слаб до умерен југозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реџеп Селман.